Министерот за здравство Азир Алио ја одзема дозволата на стоматолошката комора за издавање лиценци за лекарите стоматолози. Причината е следна. Едукација преку нерегистрирани издруженија и сертификати кои неправилно се користеле за продолжување на лиценците. Договори склучени ретроактивно, спротивно на законот. Одлуки и документи без подпис и со невалидна документација. Игнорирање на привремената мерка и конечната одлука на Уставниот суд повеќе од една година. Иако судот утврдил дека условите за стручно усовршување биле спротивни на законот. Исто така, имаме сериозни сомнежи за финансиски злоупотреби на комората, за кои финансиската полиција истражува и има прибавено обемна документација за која веруваме дека за брзо време ќе има и епилог. Затоа Министерството се одлучи на следниот чекор. Од денеска, Министерството за здравство ги превзема надежностите за лиценцирање, се додека не воспоставиме систем кој ќе работи законито, транспарентно и професионално. За министерот ова не е казна. Овој чекор не е казна. Ова е почеток на реформата. Реформа што ќе ја врати довербата, ќе обезбеди интегритет и ќе гарантира дека секој стоматолог ја продолжува лиценцата со знаење и со вештини усогласени со најновите светски стандарди. Во однос на расчистување на случајот со стоматолошката комора, министерот појасни. Од понеделник ќе бидат доставени сите документи наоди до јавното обвинителство. Додека финансиската полиција само не информира по службен пат дека има процедура и толку. Таа процедура е во тек. Во интерес на непречени доследен тек на активностите околу средување на состојбата во комората, Алио не кажа колку лиценци за овој период на нелегален начин се издадени. Можам да ве информирам дека во моментот работиме на методологија за обуки кои ќе бидат хибридни, онлайн и физички, се со цел и ретроградно да се вратиме назад за да може стоматолозите да ги добиваат сите неопходни знаења и методологии за работа во секојдневната работа што ја има. Знаете колку лиценци се незаконити? Во моментот не знам.